Не можам да ја одолеам на оваа тишина, на овој мир, што кај Свети Нектарија ретко се случува. Додека се симнувам од горната црква према долната, големата, при тоа по патеката, уживајќи, гледајќи ги сите цветни аранжмани, расцветени грмушки, цвекиња, пеењето на птиците. Не можам да ви опишам која благодат, како да е небесното, за миг симнато овде, како рајот, да е дел од нашето секојдневие. Погледнете, кој е убавим. Во позадина се слуша утринската богослужба на сестринството. Еве го велелепието на големиот храм, кој што на моја голема радост започна да живее. Макар да ми недостасуваат и литургиите во горната црква, кој што е изградил Свети Нектарија, живеел, творел, но секдека е неговиот допир. Ова острово изобилува со неговото присуство преку раскажувањето на мештаните, на живите, кои што или го примиле преданието, или биле сведоци на неговото постоење, живење. Вчера посетивме храм, женски манастир, посветен на Свети Мина, од причина што добивме информација од сестра Билјана, како сознание од група која што веќе им го посетила тој манастир, дека има своја блискост и допирни точки со Свети Нектарија. Свети Нектарија, кога дошол на островот, значи имал предскажување при шетање со сестрите во местото каде што сега е манастирот, во некоја прилика кој рекол овде ќе има манастир на Свети Мина. А сестрите, една од сестрите си помислила во себе како може на оваа пустелија овде да има манастир. И неговото доаѓање е поврзано со Свети Мина, често се среќавал со него и бевме навистина радосни што првпат го посетивме тој манастир со многу љубезни сестрички, кои што толку мило не пречекаа, со многу љубов, и во големиот храм, и во малата црквичка, каде што се наоѓа икона Свети Онуфрие, за кој ни кажа дека е голем помошник во судски нерешени спорови. А ние, луѓето од светот, често се соочуваме со такви проблеми, кои имаше голем интерес да му се поклониме на Свети Онуфрие, голем светилник од раното христијанство, кој 60 години ги поминал во пустина и таму и се упокоил. И тоа во присуство на својот собрат кој дошол Пафнути, Свети Пафнути од еден манастир, и пред него наредниот ден се упокоил, сведочејќи за себе и за неговиот живот во таа пустина, како ангелите го посетувале и му носеле леп, и како во сабота доаѓале и го причестувале. Истото тоа го доживеле и Пафнути, така да имавме многу убава, интересна сторија од Божјите простори. Полека се приближуваме кон големиот храм. Јас верувам дека покрај моето дрдорење успевате и да го слушнете божественото дрдорење, не, али воспевање од сестринството. Нека овој мој прилог биде втор дел, со кој ќе придам во храмот. Ќе го завршам, за да потоа повторно се јавам од божествената литургија. Денеска во агендата ни е да бидеме дел од божествената литургија,
да се причестиме, да се помолиме, да се благодатиме, а потоа во Параклисот, каде што има кивот со дел од неговите мошти, секој пат кога доаѓаме читаме Акатис. Кое би било нашето дело ако не ја завршиме нашата посета со читање и принос на акатисни молитви, за да Светиот и понатаму биде со нас и ги почуе нашите молитви, нашите потреби, ги спозна и ни подаде рака и ни помогне. Влекуваме во погребниот грб. Нека е благословено утро. Добро утро, свети нектарија.